четврток, 21 ноември, кратки вести во 12 часот. Дали и колку водиме сметка за природните езера во Македонија може да се види на терен, а во прилог на тоа одат и бројките како изгледа нашата грижа. До иранското е 80 см под договорениот минимум, преспанското е на 42 см под апсолутно пријавениот регистриран минимум, а Охридското езеро веќе 6ти ден е на минимално дозволената кота од 693,10 метри надморска височина. Нивото подолг период наназад е во константен пат. Само од почетокот на месецов до сега е намалено за 4 см и моментално е на 19 см под месечниот просек. Исклучително нискиот водостој на Охридското езеро веќе подолг период наназад ги откри оштетувањата на пристаништето во Охрид. Во септември годинава зборувавме за истите, а деновиве е забележително проширување на потегот кај самата линија на езерото. На овој потег е видливо дека дел од камењата се изместени и доколку не се санираат, оштетувањата дополнително ќе се зголемат. Причина за оштетувањата се секако брановите, но и самата старост. Пристаништето е изградено минатиот век за време на Кралството Југославија во далечната 1938 година. 143-136 преку мрежата на Телеком е бројот на кој сите хумани луѓе може да донираат за помош на 10-годишниот Благојче Рембоски од Струга. Од 3 години се бори со пречки во развојот, анксиозност, хиперактивност и недоволна комуникација. Терапијата на Благојче во приватна клиника во Србија чини 20.000 евра, а неговите најблиски апелираат до сите хумани граѓани да помогнат за тој да има детство како неговите врсници. Донации се примаат и на сметките отворени во Халк банка, како и преку iCrowd. Времето денес променливо облачно со повремени врнежи од дожд, дува засилен северозападен ветер. Максималната температура во Охрид до 13 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.